Најпрво, Марија, многу чудно звучи кога пратеничка или пратеник кажуваат зошто министер одбил амандман. Тоа е најголемиот доказ дека ако во цел свет е пореметена рамнотежата на власта во корист на екзекутивата, кај нас е тоа до невидени размери, бидејќи пратениците звучат како да се поблиски до извршната власт, одnosno да се собрание кое меѓу останатото во овој случај треба да има ригорозна контрола над буџетот. Тоа е прво. Второ, споменавте либерализација. Да, но либерализацијата беше заменета со социјалдемократија. И социјалдемократите можеше на поинаков начин, еве и тие што ги кажувате погрешни либерални мерки, веднаш кога ќе стапат на власт да ги укинат. Трето, споменувате, јас еве немам дека, да, не го слушав, му се извинувам уште еднаш на министерот, дека е веќе распишан оглас. Верувам. Но да ве подсетам, и вчера овде дискутиравме за енергетската ефикасност и како беше податокот, дека од 80 општини плюс Скопје, 18 изразиле заинтересираност. Па, ќе се случи и сега, и обично заинтересирани или најзаинтересирани се не најпогодените, туку оние кои се најинформирани од кого? Од самата власт. Приказната за исклучување на автобуси и слично е само критика. За таква приказна да зборуваме после она што се случи со Дурмотурс, со Беза Турс на нафта се така, па мислам дека треба да оставиме барем болката да слигне и причината сите ја знаеме. Се додека на највисоките функции и се додека на раководните седат погрешни луѓе и се додека оваа држава не се води во постапувањето од уставот и законите, ќе ни се случува фактори кои се вондржавни, фактори кои се вонинституционални, да имаат поголема улога во одлучувањето од што оние кои седат тамо и сега каде е одговорноста тука? Значи, мислам дека ова символична, да не речам, бројка, што ќе поремети? Ништо. Ако има оглас, еве ги средствата, кои што ќе бидат, како што вчера ги се пофаливте со инвестицијскиот фонд, еве сега однапред, на предлог на пратениците, на предлог на еколошки освестената јавност, оти не сум јас авторката и не глувам јас експертка во оваа област, туку само страшно засегната страна, која што сочувствува со најсиромашните, тогаш мислам дека не гледам проблем. По 300 евра, 10.000 возила, првите ли како имавте такви интересни конкурси, првите што ќе прв јавен, прв услужен и слично, што е чуден метод, ама еве некоја гаранција и пак ќе си излеземе задоволни и пак ќе може министерот да си напише на Фејсбук дека еве ги разбрал потребите на граѓаните затоа што верува во зелена идеологија, затоа што ги слуша пратениците од опозицијата и не само што ги слуша, туку се обидува да ги разбере и затоа што гради нераскинливи, нерушливи мостови со кого? Со невладиниот сектор. Ова е соработка со невладин сектор вистинска. Ова е инклузивен модел, а не по избор. Владини, провладини, владини, невладини. Значи, ова е насочено кон една заедничка цел. Здрава животна средина или, еве, еден лек. Нека е мал, кој што ќе ја ублажи состојбата и ќе им донесе некој мир,
па и ако сакате чувство на одговорност на оние кои ете во либерализацијата мислеле да решат социјални проблеми, немале пари за луксузни коли и затоа сега имаат потреба од помош. Кому, ако не една социјалдемократска влада ќе му помогне, ако не на најсиромашните?